Почитувани гледачи на МНЕТ телевизија, ново издание од спортскиот магазин Трибина, кој што уште од самиот почеток го посветивме на македонскиот спорт. Во ова вечерашно издание разговарам со Донче Јорданов, кој што е секретар на шаховскиот клуб Нов напредок од Штип и воно и највозрасниот член на овој шаховски клуб. Ќе поразговараме за шахот, за традицијата, за историјата и во Штип и во Македонија, меѓутоа и за самите почетоци кои што ги прави Донче во шахот. Најпрво благодарност до вас за одвоеното време, можности за прифатената покана ете во Трибина, во спортскиот магазин МНЕТ телевизија, да поразговараме за шахот и за целото на ваша историја која што ја имате во шахот. И на вас ви благодарам за поканата, бидејќи шахот треба да се популаризира на секој начин, а и ово ја го сметам дека ќе биде една популаризација на шахот во Штип. Ќе ве навртам на почетокот, на вашите почетоци, бидејќи, како што кажев во самата најава, 77 години имате, највозрасен член на шаховскиот клуб. Кои беа почетоци и дали се сеќавате можеби на првата партија шах која што имате одиграно? Па на првата партија не се сеќавам, бидејќи беше одамна, а сеќавам се на првите почетоци, како вистински почетоци, јас ги сметам кога влегов прв пат во шаховската сала. Шаховската сала тогаш беше во една просторија, во еден двособен стан, на Ова зборувам за во Штип. Во Штип, тоа беше библиотека на Македонка и истовремено и шах сала. Така. Тогаш деца и не пуштаа, јас се провлекував низ масите, па некогаш ме напудеа, се додека еден ден не му кажав на татко ми да ја замоле библиотекарката која што го водеше тој простор и да ме пушта, бидејќи јас сакам да играм шах. Така. И од тогаш почнав да играм шах. Така. Значи тоа се вашите први почетоци кои што ги правите во шахот. Сега, каков беше тогаш интересот за шахот? Ете, вие сте имале голема желба за шахот. Имало ли интерес и од другите млади во тоа време за шахот во Штип? И ако направиме на компарација со денешното време, дали денес можеби има повеќе интерес за шахот? Гледајте, компарацијата можеме и не мораме да ја правиме, бидејќи тоа са веќе повеќе од половина век. Тука условите се многу изменети. Во тоа време не беше ни умесно деца да влегуваат во шах клубовето, бидејќи таму толку многу се пушеше, што јас за малку ќе добиев ќотек од татко ми, мислејќи дека пушам. Так. И кога му реков да ми ги помириса алиштата, тој тогаш виде дека ја практички не лажем, не пушам, туку шаховските сали беа стварно пушници. Така. И сега, денес имате добри услови. Еве, бевме таму, правевме прилог во Нов напредок, каде што имавме можност да поразговараме со најмладиот член Лукијан, кој што беше овде. Од денешен аспект, условите се многу подобри, имате многу поубави можности, нели, и секојдневно да се подготвувате. Тука е она младинска школа која што има Штип како град кој е во прашни шахот. Какви се денес условите и дали имаме многу поголема можност да се напредува? Па гледајте, ние имаме можност, сега се створи можност и тоа благодарение на еден влюбеник во шахот, кој 2023 година го оформи шаховскиот клуб. Така. И стои целосно во финансирањето на клубот, тоа е господинот Емил Насев. Но имавме еден јас во Штип шахот од 2011 година и така некако
немаше просторија. Шаховскиот клуб Напредок веќе престана да постои. И знаете, кога не можат шахистите да се среќаваат секојдневно, нема практички каде да играт шах, каде да разменат искуства, каде да се дружат, и тогаш и не може да, интересот не може да биде поголем. Ние сега се трудиме на секој начин да ги анимираме пред се младите. Годишно одржуваме по неколку, 2, 3 и повеќе турнири исклучиво на млади, благодарение на разбирањето на директорки се и двете, и на медицинското училиште Јане Сандански, и на средното техничко училиште Емуц Колене. Ние тамо одржуваме во нивните училишни физкултурни сали, одржуваме редовно турнири, и тоа посетени околу 30 млади. Сега, таму се ги поделиме по категории основци и средношколци, да има некоја смисла надпреварувањето. И сега имате, вие кажавме, простори Шаховскиот клуб Нов Напредок, спомнавме и тогаш кога снимавме со Лукијан и со вас, прилогот кога го правевме, спомнавме дека имате само школа, практично. Значи ли ова дека има редовни уписи, па доаѓаат децата, пред се младите да дојдат, бидејќи Лукијан е 10 години, спомнавме најмладиот. Дали, пример, има и други кои што го следат, ете, примерот на Лукијан, да го сакат шахот како спорт, да дојдат да се запишат, да спортуваат, да соберат искуство од вас, повозрасните членови кои што се тука во Шаховскиот клуб? Гледате, ние имаме, целта ни е да го анимираме шахот и пред се да го анимираме кај најмладите. И заради тоа и отворивме школа, шаховска школа, која работи, мислам, 3-4 дена во неделата. Школата ја води професор по физичко Антонио Киров, и секое младо дете може да дојде, да се зачлене во клубот и да биде дел од тоа, да ги барем првите шаховски почетоци да ги тука да ги приме, да ги осознае. А нормално тука кога се држат часови, тоа не се класични часови, тука е и меѓусебно играње, и зависи кој како тренинг надпревари, и така да у тај период ем е учење, ем е надпреварување и забава на некој начин. Така. И сега спомнавме во тие простори, нели, тренинг се прави, имате можност, нели, да се продискутира, да се, нели, сподели некој мислење. Спомнавме дека, нели, и пред самата емисија дека интерес има за шахот во Штип, се буди интересот и генерално во Македонија за разлика од минатото. Каков е интересот кај понежниот пол? Дали можеби доаѓа девојчиња, даме да сакаат да го учат овој спорт или да се вклучат во шахот поактивно? Има и неколку девојчиња на тие турнири, нарочно во медицинското училиште, секогаш редовно има девојки кои се надпреваруваат, бидејќи не правиме разлика посебно помеѓу женски шах и машки. Сепак тоа се средношколци и имат таков интерес, но тоа е малку, девојките малку потешко се одлучуваат да играат шах. И сега, спомнавме, вие сте дел од првата лига, шаховска лига во Македонија. Колку клубови има во Македонија, каков е интересот ете за клубови?
Значи ли дека имаме голем број на клубови со оглед на фактот дека имаме прва и втора шаховска лига во Македонија? Не само што имаме прва и втора шаховска лига, имаме и квалификационен турнир за влегување во втора лига. Ние минатата година од 18 екипи, значи тоа се 18 екипи кои што се надпреваруваат за влез во втората лига. Така. Втората лига брои, ние лани го освоивме првото место. Значи станавте шампиони на втората лига? Не на прво квалификациите, така. Потоа на надпревар за втората лига на кои што учествуваат 10 екипи. Така. Ние пак го освоивме првото место и оваа година ќе се надпреваруваме во првата лига и тоа од први до некаде до 10-9 август. Така, значи ова ќе биде уште еден момент дека нов напредок како шаховски клуб има навистина напредок. Па има навистина, еве да пресметаме 10 плюс 10, прва лига 10 клуба, втора лига 10 клуба и 18 клуба кои се надпреваруваа за квалификации, тоа се 38 клуба. Така, значи можеме да констатираме дека шахот и полека гледам, јас пратам ги билтените на федерацијата и гледам дека се повеќе и повеќе се создаваат, одлучуваат во помалите места кај што нема клубове, одлучуваат да се регистрират шаховски клубови. Значи ова е да речеме на ситуација за поздравување со оглед на фактот дека нели се враќа шахот и во помалите средини, не само во големите градови. Па да ви кажам, лани Лукијан за прв пат се надпреваруваше на поединечно првенство во Скопје, отворено првенство, не државно, и таму беа поделени во категории до 8 години, до 10 години, 12, 14, 16 и 18. 16, не се сеќавам, 18 мислам немаше. Таму јас се изненадив кога видов колкав број на дечиња се надпреваруваат, се вклучени во тие надпревари. Значи ова е уште еднаш ќе кажам за поздравување. Сега ако ве навратам една хронологија на сето она кое што вие го имате во шахот, кои се можеби шахистите кои што ставиле некоја трага во шахот во Штип? Кои што би можеле да ги издвоиме или кои што дале допринос да се развие шахот или биле тука секогаш кога е во прашање шахот? Гледајте, едно е да се биде шахист, друго е да се биде шаховски работник. Јас морам да кажам, повеќе сум овој вториот дел, отколку првиот, бидејќи сепак не учествувам активно на турнири, не сум ни учествувал, поради оправдани причини, повеќе факултет, средна школа и така натаму. На неколку пати бев председател на шаховскиот клуб Напредок и тоа кога немаше кој да го води. Така. Значи вие сте били во најтешкото. Па можам и така да кажам. Така да колку спомнавте, вие доаѓате во момент да го прифатите тој предизвик кога нема никој. Значи практично во најтешкото кога можеби градот ќе остане без шах, без шаховски клуб. Вие доаѓате тука го превзимате тој предизвик и да го не без шах, туку има секаде дека има луѓе, има и недоразбирање. Така да кај нас некои наши шахисти се откажуваа од клубот и одеа во други клубови, во Пробишти, Свети Николе и така натаму. И се случуваше ние да останеме без играчи.
И да ви кажам, тогаш лигата броеше 16 екипи и тоа од прва до шеста табла сениорски екипи, сениори настапуваа, на седмата и осмата табла настапуваа жени и на деветата и десетата младинци до 18 години. Така. Резултато се рачунаше вкупниот резултат. Така да поенот и на женска и на младинска табла вредеше исто како поен на сениорската табла. И тогаш нарочно со женскиот дел моравме да ги собираме и од дома да ги носиме да игра шах. Така. Сепак ние и со тие напори успеавме два пати во текот на целокупното постоење на шаховскиот клуб Напредок, два пати испаднавме од лига, од првата лига и веднаш се вративме идната година. И сега, ако спомнеме, рековте дека интересот и кај помалите средини се буди, значи имаме шах, кои се можеби вашите активности кои што вие ги превземате? Спомнавте дека нели се организираат тие шаховски турнири во медицинското училиште, во Колинех тенис средното општинско училиште, каде што нели се одржуваат тие турнири. Колку преку тие активности има ефект и доаѓаат практично младите кај вас во шаховскиот клуб или ете во шаховската школа? Па не можам да бекграундот како нели што така. Сега што се вика, не можам да него немаме уште некои воочливи резултати конкретни да можеме да кажеме тоа е од школата, така. Тоа е од личниот интерес на децата, тоа е па некогаш и од интересот на родителите. Така, меѓутоа може да констатираме дека важно, од сите тие сегменти имаме некој напредок. Има напредок. Ние гледајте немањето на шаховски клуб, шаховски простории во град во кој шо шахот е бил на највисоко ниво. Тука се организираа велемајсторски меѓународни турнири и до десетина во при крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите години. Така да имавме најубавата шаховска сала во Македонија. Така. Благодарение на првиот кандидат мајстор од Штип, тоа беше Љупчо Тиквешански, кој беше тогашен генерален директор на Македонка на памучната индустрија. Так. И благодарение на него ние имавме работнички универзитет кога се градеше, тоа е сега просториите на УКИМ. Едниот дел беше специјално предвиден за шаховска сала. Так. И тоа шаховска сала која 30 маси шаховски имаше сместено во. Че станува збор за голема просторија. Голема просторија, имавме платен домакин кој што со работно време плаќаше го општината. Така. Така да интересот во тогаш беше поголем заради тоа што у тоа време и немаше и ни забави, немаше, ќе излезат учениците од гимназија, од осмолетка, така. Гледат да погледат малку, улезат чак и да се згреат. Да. И гледат и на тој начин може да се навлечат на шахот. На тој начин се навлекува. Плюс тоа одржувавме и симултанки. Еве, тука гостуваше своевремено Михаил Ботвеник. Тоа е икона
шаховска, една од иконите шаховски, бивш светски првак и педагог. Каспаров, Карпов, тоа се од неговата школа произлезени светски прваци. Така. И сега спомнавме за просториите кои што ги имате и тоа колку е важно со оглед на фактот дека нели може да дојдете тука да имате тренинг, да одиграте некој нели пријателски надпревар, ако можам така да кажам. Дали пример кога се во прашно писте може во било кое време да дојде некое детенце да сака да започне со шахот и дали може би има интереси кај некој повозрасен, може би 30-40 годишен да дојде да прояви интерес да го спортува ако можеме во спорт. Да ви кажам, секој што ќе пројави желба може да дојде, за жал се уште шаховскиот клуб не е препознатлив. Па чак и некои бивши шаховски влюбеници, да не речем и играчи, не знаат дека постои каде е сместен шаховскиот клуб. Так. Условите се пристојни, местото е пак во центарот на градот, ама не е толку да кажем атрактивно за да не можеш да го избегнеш кога излезеш у градот. Так. Шаховските сали обично така треба да бидат. Кој и ненамерник, кој ќе дојде некој ненамерник да се прошета да биде и да улезе да поиграе шах, ако е шахист од друго место. Така. И сега спомнавме во таа компарација на минатото и сегашноста, колку денес интернетот можеби помага за шахот. Бидејќи знаеме дека многу нели има популарни игри на телефони, на лаптопи, на компјутери каде што младите ги играат кога е во прашање шахот, колку тоа влијае кај младите дете можеби тука да тренираат, да се учат, за разлика во минатото кога било многу потешко во ваше време кога сте морале да учите некој од тој кој што го знае нели шахот па да го пренесе вашето знание или од книги, ете така. Гледате, сега за шахот се многу полесно учи. И полесно е бидејќи јас неколку пати сум се трудел барем нешто да научам и кога почнам една варијанта, па каде беше тоа, па каде беше оноа, и заболеме главата. Да. И речем, ај Дончо, играј си како што си играеш, не ти треба теорија. Сега е многу едноставно, чак и јас играм нормално на интернет, онлайн, па некогаш кога заглавам некаде, после партијата, чекај да видам што сум погрешил. И многу е полесно да ги воочеш грешките, се е полесно да се научи и теоретски да се совлада една партија или едно отварање, така да кажам. Така. И сега, низ вашата историја како играч, ајде да речеме како шаховски работник, која е вашата рутина која што сте ја правеле во минатото како играч, со цел да бидете максимално сконцентрирани за една партија шах? Знаеме дека нели треба многу мислење, треба логика, анализа, концентрација, притисок од страна нели на времето, нели да се направи тој потек. Колку е важно сето тоа и како вие сте се подготвувале за надпревар? Гледайте, бидејќи јас нема време да се надпреварувам, да одам на турнири, тоа траже доста време. Ја се надпреварував само за екипата, а тоа се 15 партии во текот на годината. Така. Тие партии се играа во недела, или како домаќин, или како гост на гостински терен, и јас, знаејќи дека ќе ме чека една партија, обично моите партии и траја долго, бидејќи јас играм затворени партии,
Јас уште од сабота кажам на моето семејство да ме пуштат, бидејќи у недела у 10 сато ја треба да играм шах. И никој тогаш не ми сметаше. Значи сте слободен од сите обврски. Јас сум од тогаш веќе спремен, психички се спремам да бидам, кога ќе отидам на партијата, веќе јас сум ја одиграл партијата у главата. Така. Тоа е многу битно, бидејќи едно мало невнимание. Шахот е таква игра што еден превид, еден погрешен потек, ние го викаме превид, така. Можеш да растуреш целата се што било градено. Се што си градил. Така. И така да психичката, па чак и физичката состојба, бидејќи шахот во тоа време јас сум играл партии кои траеле и 6 часа. Колку спомнавте и најдолга, нели, 6 часа, колку се издржува 6 часа да бидете сконцентрирани? Па и пред се во седечка положба 6 часа да се сконцентрирани. Јас имам таа особина да можам, страплив сум, и кога нешто ми интересира и кога студирав и кога учев, ако се задлабочам, не водев сметка на времето. Колку тоа, обично во тие долги партии чекав да се изморе противникот. Значи некоја тактика била од ваша страна? Па некогаш и резултато на екипата зависеше од таа. Тоа е такви партии неколку имам, кои што се биле, резултатот бил 4,5 и сега јас ако загубам, губиме 2 бода. Ако ремизирам 1 бод, а ако тепам, добиваме 2 бода. Така. И на мене не ми е седно, кога играам за екипата, да е за мене и реми партија, да е, ајде ќе речем реми. Ама за екипата, па можам да кажам еден случај кога измрацварив еден противник, тоа беше во Свети Николе, 2 лига, баш требаше да влеземе во прва, а моите шахи беше резултатот точно 4,5. А дечкото играе одлично и партијата е тотално реми. Ама на мене погледнам како ние од Свети Николе реми да биде со Свети Николе. Убедуваваме шахистите и речеа остана само еден да ме гледа, а оние тука сите собрани. Повториме потес, а не смеем да повторам 3 пати истата позиција, бидејќи автоматски е реми. Така. Повториме 3-4 пати, ама реми е. Викам, игри сега реми, не реми, искарај реми. И морав да одиграм еден блеф потез и противникот ми вика, сега не е реми. Одигра го потезно со кој што губе. И ја му викам, точно не е реми, ама јас ке тепам. Која биде веќе кога го одиграја потез? Ама реми беше, добро беше реми, ама повеќе не е. Тепаме. Да. Така да, такви, таа беше ми впечатлива партија, што ја памнам. Има уште една со интермајсторот Ничевски во Скопје и таа беше доста интересна. Јас играв тогаш на прва табла и така, дали на прва ќе загубам од Студент, они беа многу јаки, да, или ќе загубам од втората табла. Захариев тогаш играше на прва до
сите партии он ги играше на прва, одлучивме он да игра на втора, ја на прва. Со тоа што знае се дека ја губам. Да. И со црни фигури, и со Ничевски на прва табла. И ја ноншалантно само гледам прв да не загубам. Играјќи, зема ми Ниче еден пешак, зема ми още еден пешак и викам, ако го земе Ивај, ќе му ги блокирам тие. И блокира се позицијата и он почна да мисле. Јас си станам, гледам да не ми жртвува. Оти ако ми жртвува нешто, сигурно ќе ме тепа. Така. И останаме на 4,5, ја и он, да ја играеме партијата, не ја прв да загубам, ја последен. И Ничевски проба още еден напад, така, со Крало. Веќе не ни останаа фигура, измениме ги. И јас си бе рекол, леле, ако одиграе и напред още еднашка, ако не се врне назад, ја и ќе го тепам. Так. И он мисли, врна го Крало назад. И ја му викам, Реми, одма прифана. Така да и тие две партии Ке се паметат. Памнам ги заради тоа што и за екипата беа битни тие 2 поени. Едната победа Так. и половинта поен. И сега, накратко, веќе влегуваме во самата завршница на емисијата. Едно прашање со оглед фактот дека имате доста богато искуство. Сега подискутиравме две партии кои што ви се така драги, кои што останале. Колку младите доаѓаат да бараат совет од вас, да учат од вас, а колку и вие, со оглед фактот дека сте највозрастен член, некогаш можете да научите нешто од некој млад. Еве, пример да речеме од Луќан, ќе го земам како млад, или од некој друг член, да научите можеби нешто, па вие сега од нив. Гледате, ја да учам сега нема ништо да научам. Аз трудам се да играам со помладите и да ја укажувам на грешките, барем да можат да ми ги читат мислите. Сега не можат да ми ги читат баш сите потези, ама критичните потези да ги согледуват. Така. У шахо е многу битно да се има преглед на сите фигури. Обично знаат младите занесени да дадат мат и играат фајтерски, ние што викаме спортски, фајтерски, и од контранапад добијат некој блесав мат. Така, сега спомнавте 6 часа, мислиш, не спомнавте најдолгата партија која што си играли. Која е била најбрзата? Најбрзата партија е која ние се едно на екипите и која речеме, нерешено ќе играеме со оваа екипа, одговара ни и на нас и на ни, без да е тоа договор за нешто, за пари или за било како. Туку едноставно одговара ни и на нас и на ни да биде нерешено. Да, обично тоа се случуваше, не на овие првенства, тешко да се случи, на куп над превари. Куп над преварите беа турнирски по 4 сениора, играа се претежно на Охридската ривиера, у Пештани, Значи на убава локација, во амбиент. У домо на синдикатите, у Охрид, така, у Горица. И тогаш, бидејќи само правакот оде на сојузен надпревар, не ни е битно и тоа не. Иначе сеќавам се и на најкратката партија што сум ја загубил баш на еден таков турнир. А тоа беше и млад беше велемајстор, покасно стана велемајстор Богдановски, Владко Богдановски, и играеме, и ја у отварањето, и
гледам го, он се замисли. И ја шетам, викам, ама сум добро одиграл. Кој он ми одиграл? Мисли едно 10 минути на потез. Кој ми одиграл потез? И ја гледам. Па јас сум тотално загубен. А тоа е отварање едно 7-8 потез. И викам му, и предаде му се одма. И викам му, добро, зашо толку мисли? Па викам, ама да не беше тај потез, иначе добро стое. Не, вика, размислува на кој начин да те тепам. Так. И кога ми покажа колку варијанти он размислувал, викам, дечко, веќе не играам со тебе. Така. Добро, супер мило ми беше што дојдовте, разговаравме, споделивте ваше искуство, мислење и практично преку овој емисија ајдете да го поддржиме шахот и во Штип и генерално во Македонија и се надам дека колку толку ќе допре сето ова и ќе разбудиме можеби некои други млади да дојдат и да бидат дел од вашиот шаховски клуб. Па секаква популаризација на шахот, секаква емисија за која што ќе го представиме нашиот клуб, за нас е добро дојдено. Така да надевам се дека понатаму и оваа емисија и претходните емисии сигурно ќе имаме што да кажеме и после првата лига, само да не ни се случи најлошото, оти има испаѓање. Да мислиме позитивно. Ама мислиме позитивно, така да после надпреварите можеме да кажеме како сме поминале. Така, тука сме во секое време. Ви благодарам многу за за прифатената покана и за овој прекрасен разговор. Нема проблем. Јас сум расположен секогаш за шахо да разговарам, чак и да учествувам во организацијата на било какви настапи, бидејќи тоа ми е цел живот, единствено што можам да го правам така како што сум го правил, а сега со малку повеќе искуство, нормално. Така. Уште еднаш благодарам. Почитувани гледачи, се беше ова од ова издание на спортскиот магазин Трибина. Останете понатаму со програмата на МНЕТ телевизија и пријатна вечер.